мирољубивому православному народу нашему. Подаш, Господи, мир, здравје же и спасение, и о всем благое посвящение. Над враги же победу и одоление, и сохрани его на многая лета. Многая лета, многая лета, многая лета. Високо преосвященейшему и високодостойнейшему Господину нашему Георгiju, Божию милостию митрополиту Дебарско-Кичевскому, со сею его, Богом хранимою паствою, подаш, Господи, мир, здравје же и спасение, и о всем благое посвящение. Над враги же победу и одоление, и сохрани его на многая лета. Многая лета, многая лета, многая лета. Ти се молиме, чујне и помилуј. Ще се молиме за благочестивиот Христолюбив православен народ наш, за неговиот живот и здравје и спасение, и Господ нашиот Бог да му помага во се и да покори под неговите нозе секако непријател и противник. Ще се молиме за високо преосвещениот митрополит наш Георгij и за светово Христа наше братство. Уште се молиме за блажените секогаш спомнувани создатели овој свет храм и за сите порано покоени православни отци и браќа наши кои почиваат овде и насекаде. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, посетување, прошка и разрешување од гревовите на Божите раби, сите благочестиви православни христијани кои живеат во оваа парохија и во овој град, настојателите и браќата на овој свет храм. Ще се молиме за оние кои придонесуваат и добро прават за овој свети сечесен храм, за оние кои што се трудат, пеат и за луѓето кои што присуствуваат, очекувајќи од Тебе голема и богата милост.
веки веков. Аки пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Премудрост. Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимим, че всеми невидимим, и во единого Господа Исуса Христа, Сина Божия, единородного лише от Отца рожденого прежде себе, Света рода истина от Бога истина, рождена несотворена, единосущна Отцу им же ся виша, настради човеки нашего ради спасения шеша возведе, и воплотившего ся от Духа Свята и Марии Деви его человеча ся, распятого же за ним Понтицем Пилате, и страдавша и погребена и воскресшего третий ден по Писанием, и вошедшего на небеса и седящего одесную Отца, и пак и грядущего со славою судить и живым и мертвым, него же царствию не буде конца, и Духа Святого Господа животворящего и же от Отца исходящего, Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух да биде со сите вас. Горе да ги имаме срцата. Благодариме на Господа. Да ја исполниме нашата молитва пред Господа. Господи, помилуј. За предложениве честни дарови да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Свет храм и за оние што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божие, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Цениот совршен, свет, мирен и безгрешен го просиме од Господа. Дај, Господи. Ангел на мирот, верен раководител, чувар на нашите души и тела, просиме од Господа. Дај, Господи. Ношка и разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме од Господа. Дај, Господи. Се што е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа. Дај, Господи. Останатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние, просиме од Господа.
и да дадеме добар одговор на страшниот Христос просиме. Славувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Помилосрдието на Твојот единороден Син, со кого си благословен со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Мир на сите, и дух, пресуваме за сите и за се.
и да бидат милостите на великиот Бог и Спасителот наш Исус Христос со сите вас. И со духом Твоим. Откако ги спомнавме сите свети, пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За принесените и осветени честни дарови да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Милоста Божја, архиепископ Охридски и Македонски заедно со Светиот архиерейски синод по повод божикните празнувања испраќа мир и благослов од Бога до свештенослужителите, до монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква. Ви благовестам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денес во Давидовиот град ви се роди Спасител кој е Христос Господ. Возлюбени празниколюбци, еве повторно стоиме пред тајната на Божик, пред тајната на Божјото доаѓање на земјата. Кога човештвото и сиот свет бе обиени во гревовна темнина, Бог не остана далечен, туку слезе меѓу нас и бивајќи светлина ја порази и ја истера темнината и не со сила, туку со љубов. Со овој спасоносен настан се исполни времето и се откри Божјата волја. Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Затоа Божик не е само спомен на минатото, туку е откровение на вечната Божја намера човекот да живее во заедница со него. Ова радост најнапред ја возвести ангелите, објавувајќи ги славата на небото, мирот на земјата и добрата волја која што повторно се раѓа меѓу луѓето. А потоа преку витлеемските пастири и мудреците од исток, целиот човечки род му се поклони на Богомладенецот, дарувајќи го и принесувајќи му благодарност. Па целиот човечки род во длабочината на своето срце го носи копнежот по Божјото присуство, копнежот за близина со живиот Бог. И токму на овој ден сето тоа го добиваме како дар. Бог, Творецот на Вселената, оној кој според зборовите на Свети Климен Охридски секогаш почива на херувимски плејки, стана еден од нас. Примајќи човечко тело, тој го сокри своето божество, за да го приближи до себе, да го обожи и да го спаси човекот. Така небесното слезе на земјата и вечноста влезе во времето. Господ постана богочовек и со тоа го освети човекот, отворајќи ни го патот кон животот кој што не минува, зашто се што доаѓа од Бога носи спасение и вечност. Затоа топлината на неговото благодатно присуство е опит кој што ја придружува црквата во секое време, особено во деновите на овој светол празник. И еве подготвени преку молитва, пост и богомислија пристигнавме до мигот на празничното торжество и сега се радуваме на присуството на младенецот меѓу нас. А таа близина на Бога не собира сите заедно, не прави заедница која што молитвено го слави доаѓањето на Господ Исус Христос во тело, неговото доаѓање во нашиот свет, во нашиот дом и во нашиот живот. Кога тој ги загрева нашите срца, таа топлина се прелева меѓу нас и ни открива дека и во овој несовршен свет
животот може да стане предвкус на царството, таму каде што владеат мирот и добрата волја. Возлюбени чеда во Господа, секоја душа е христијанска, како што вели еден од рано христијанските апологети, секој човек трага по Бога и секој му е благопријатно неговото присуство. И кога ќе дојде до таа средба, човек не може да остане истиот. Нешто го поттикнува да биде доблесен и да твори мисли. Надеж наша, слава Ти. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ниже и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И за добре освящение млади Господи Христос, вистинскиот Бог наш, кој заради нашето спасение се роди во пещера и легна во јасли, по молитвите на пречистата пренепорочна света своја мајка, светите славни и сефални апостоли, преподобните и богоносни отци наши, светите рамноапостолни Кирил и Методи и сесловенските просветители, дивните свети ученици Климент Намо, охридските чудотворци Сава Горас Ангелари, свети Иларион Негленски, преподобните и богоносни отци наши, Прохорчински, Оварилски, Акимосуговски, Гаврил Лесновски и сите македонски светители, светиот отец наш Јован Златус, архиепископ Цариградски, светите праведни богоци Јоаким и Јана, и сите свети да не помилува и спаси, зашто е добар и човеколюбен.